Добар ден, почитувани граѓани. Денеска правиме на трибина како пиец на ВМРО ДПМН со генералниот секретар Ѓорѓе Сајковски, професорката Иванка Василевска, координатор на републичките комисии на ВМРО ДПМН. Партијата го заврши процесот на креирање на програми. Имавме акција предложи. Тука сме да видиме што направила партијата и како се одвил целиот процес. Професорке, кои беа најголемите предизвици при правењето на програмата? Благодарам, Свето. Пред се благодарам на поканата. Навистина ми е чест што дојдовме скоро до финалето пред оваа многу значајна трка за локални избори 2025-2029. Заедно со генералниот секретар повеќе месеци се организираме внатре во партијата во однос во аспект на сите структури кои што треба да донесат идеи, предлози и да предложат решенија за реализирање на оние најнасушни потреби на македонските граѓани и секако во опозиција после она голема триумфална победа минатите парламентарни избори, уште поголем предизвикот да покажеме и докажеме дека политиките на ВМРО ДПМН и коалицијата која што ВМРО ДПМН ја предводи се во чекор со времето и очекувањето на македонските граѓани. Процесот е секогаш посложен кога станува збор за изработка на програма за локални избори, бидејќи практично имате многу програми за локалните избори, а за парламентарните и за претседателските избори секогаш е исто така обем на работата, но се работи за една структура, поврзана со една носечка личност и така натаму. Така што овој процес, пак ќе кажам, е особено комплексен и бара многу сенс и многу сериозен пристап, не само во однос на методолошкото поставување на структурата на она што треба да биде предлог програма, туку и во однос на она што се случува во високите партиски кругови, во телата на извршниот комитет и централниот комитет, а тоа се изборот на вистинските кандидати и кандидатки за градоначалници и советници на советничките листи во општините, како и синергија која што треба да допре до најважниот чинител во овој процес, а тоа е неговото височество граѓанинот. Оттаму ценам дека досега одиме на добар пат. Она што можеме да го забележиме од реакциите на граѓаните е дека сакаат да ги дадат своите идеи, пристапуваат до нас, не препознаваат и навистина сето ова се правеше заеднички со една многу широка аудиториум и цениме дека истиот на крајот ќе вроди со вистински плод. Благодарам, професорке. Јас сега би преминал на прашање за генералниот секретара. ВМРО ДПМН е позната по работа. Сето она што сме го ветили низ годините наназад во нашите програми, дали било парламентарни или локални, ние сме го исполниле. Што очекуваат од градоначалниците во наредните 4 години, кои што ќе добијат гласот на граѓаните и нивната довера? Благодарам. Ти благодарам, Свето. Сакам да истакнам една работа дека во изминативе 4 години градоначалниците кои што беа поставени од ВМРО ДПМН одговорија на сериозните предизвици пред кои се најдоја и исполнија она што беше ветено пред граѓаните. Можам да констатирам дека ВМРО ДПМН и сите градоначалници во нашата држава успеа да ја реализираат програмата. Направивме одвоени состаноци со секој од нив и секој од нив кажа дека не само што имаат реализирано програмата, дел имаат и 20% направено плюс проекти, направено плюс за граѓаните, она кое што имале потреба, а не било внесено во претходната програма. Градоначалниците на ВМРО ДПМН се комплетно фокусирани на работата и свртени кон граѓанинот, исполнуваат и испочитуваат се она што го ветиле. Верувам дека и во следниот период, со следната програма, со следните проекти, секој градоначалник тоа што го ветил пред граѓаните мора да го исполни. Тоа е ставот на ВМРО ДПМН. Ние сме препознаени како партија која што ветува, меѓутоа и како партија која што работи и исполнува. Затоа порака и до секој градоначалник и до новите градоначалници дека она што ќе биде ветено во идната програма мора да биде испочитувано, мора да биде исполнето и во фокус да биде граѓанинот.
Програмата се работеше со широк опфат, односно градоначалниците беа постојано со граѓаните и така се градеше оваа програма на ВМРО ДПМН. Сите градоначалници беа на терен од март месец, направивме една сериозна акција за посета на местни комитети, местни заедници, здруженија на граѓани и секој поединец кој што чувствуваше потреба дека нешто треба да се направи за неговата заедница, денес ќе биде ставено во идната програма на ВМРО ДПМН. Таквиот широк пристап го правевме уште од март месец па до август месец, кога сите идеи на едно место ги имплементиравме и на тој начин преку денот на идеи ги дополнивме и така ќе изгледа идната програма на градоначалниците на ВМРО ДПМН. Ние имаме високи очекувања, ние сакаме да градоначалниците исполнат она што е ветено. Изминатите 4 години градоначалниците се соочува со многу сериозни проблеми. При секоја моја посета во дел од општините каде што имавме добиено, ме информираа дека по преземањето на функцијата градоначалник, општинските каси беа празни. Ме информираа дека долговите беа зголемени од претходно. Исто кажаа дека секојдневно доспеваат нови побарувања кон општините од каде што доаѓа. Таквата тешка ситуација ја надмина за денес да имаме малце почиста ситуација и денес да може да испорачаме повеќе од она што граѓаните очекуваат од нас. А очекуваат многу. Јасно. Ако може едно подпрашање, кои се точките кои што мислите дека градоначалниците ќе треба најпрво да ги работат, односно на што да се насочат во наредниот 4-годишен период? Имате ли таква сондажа? Што се проблемите, односно потребите на граѓаните на кои што тие најмногу имаат фокус и сакаат да бидат решени? Видете, секоја општина си има своја специфика. Ние, иако во 21. век, можам да констатирам од она што го видовме на терен и што слушнавме од граѓаните, дел населби немаат се уште фекална канализација, што е основна потреба за граѓаните. Дел немаат атмосферска канализација. Водоводните системи и мрежи се слаби. Тоа се основни потреби за граѓаните. Треба да почнеме од основните потреби, она што е најосновно и значајно за граѓаните, па потоа да се движиме кон подобрување на квалитетот на живот. Затоа препораката и очекувањата од секој градоначалник е да работи во насока на овозможување на основни услови за живот, а потоа да се подобрат условите во здравството, во средното и основното образование, да имаме добри спортски сали, да имаме игралишта и надворешни, меѓутоа и затворени, каде што ќе можат децата да спортуваат, да се забавуваат и на таков начин да може да се подобри квалитетот на живот. Она е што се очекува од секој градоначалник. Навистина, имаме места каде што треба многу да се сработи, многу да се направи и очекувањата од граѓаните се тоа да го завршат. Ви благодарам. Професорке, генералниот секретар ја опиша ситуацијата како се правела програмата теренски низ местни комитети, низ општински комитети со граѓаните. Меѓутоа, вие сте како дел од експертскиот тим на партијата кој што работи и го водите тимот на програмата. Можеме ли да им кажеме на граѓаните и на гледачите колкав е уделот на нив самите преку акцијата предложи која што ја направи партијата преку генералниот секретаријат во програмата, односно колкав е бројот на предлози и проекти кои што се имплементирани директно од потребите на граѓаните? Благодарам. Одлично прашање, Свето, како што каже генералниот секретар Сајковски, уште од самото превземање на општините во 2021 година, онаа состојба со која што се соочија нашите градоначалници, советите, сите непредвидени ситуации кои што се случува потоа и во однос на одредени градоначалници кои што не беа достојни на задачата за која што добија огромна доверба од ВМРО ДПМН и нашите поддржувачи, доведе до тоа овој пат многу по суштински, уште подлабоко да направиме сондажа и практично сите програми кои што ќе бидат понудени во сите општини
каде ќе имаме кандидати за градоначалници или кандидатски листи кои што ќе поддржуваат коалицијски кандидат за градоначалник, се направени во корелација и консултација со граѓаните. Бидејќи сметаме дека доколку се ветуваат работи кои што немаат допирна точка со реалноста, а тоа не е одлика на ВМРО-ДПМН, но онаа пракса од некои други политички субјекти покажува дека тоа ја зголемува недовербата во институциите и не опфаќа сите без оглед на нашиот напор и се она што нели го правиме и се разликуваме. Оттаму, навистина, уште еднаш ќе потенцирам, овој процес беше правен заедно со граѓаните. Нашите тогашни кандидати, потоа градоначалници, во овие изминати 4 години, дел од нив ја добиваат и повторно шансата поради нивното добро работење, поради добриот рейтинг и почита што имаат граѓаните за нив и тие кон нив, направија една навистина убава симбиоза во која што се ставени сите клучни, значајни и важни прашања. Дали да почнам како пример од општина Сопиште. Општина Сопиште е една преубава вонградска општина, многу блиску до главниот град Скопје. Тоа е едно прекрасно место каде што граѓаните сакаат да престојуваат привремено или сакаат да создадат свое живеалиште, но, например, во текот на летниот период недостасува доволно вода. Сега има проект кој што може да го реши тој проблем, но за тој проект треба луѓе кои што имаат желба да донесат навистина вода во секој дом, во секое време, нели, од секојдневието на жителите на Сопиште. Или, например, имаме навистина огромен неискористен потенцијал на ниво на цела Република Македонија во однос на развојот на екотуризмот. Знаеме дека ова брзо живење, посебно живењето и концентрацијата во градот, главниот град Скопје, доведе до тоа луѓето да имаат се поголем број на хронични заболувања. Тоа допринесува да размислуваме и во нашите програми да понудиме алтернативни решенија со кои што тие ќе го заштитат сопственото психофизичко и општо здравје, но и ќе влијаат на развојот на руралниот туризам, кој што и како значаен, посебно во една убава земја како што е, нели, со природни ресурси нашата Македонија. Има бројни примери кои што покажуваат дека она што се случува во реалноста и она што не може никој да биде, нели, не може да биде никако поинаку представено, а тоа е потребата од инфраструктура која што не е само насушна човечка потреба, туку е и нешто што го движи бизнисот, економијата, па и ги задржува младите кои што навистина се повеќе ја разбираат разликата помеѓу живеачката надвор во туѓина и борбата да се остане во сопственото парче земја, да се креира и да се твори, дали во приватниот сектор, дали во некоја друга, нели, област, но да се тука. За тоа потребен е секако развој на вештачка интелигенција, користење на алатките, современите алатки на новото време, добра инфраструктура, како што споменав, и сето тоа со мудро и совесно работење, бидејќи во суштината на сите овие програми гледате, тоест се гледа човекот, се гледа човечкото битие и се гледаат оние основни постулати врз основа на кои што и се гради, нели, локалната самоуправа како многу значаен фактор во современиот свет, а тука мислам пред се на нула корупција, многу работа, проникливост, бидејќи сега нашите градоначалници, генерално сите градоначалници во Република Македонија имаат можност да развиваат проекти со огромна поддршка од страна на владата, но треба и да имаат, нели, сенс, менаџерски сенс пред се, да може да знаат како да се избоксуваат, да добијат донации, да направат и повеќе од она што го понуделе во програмата, како тоа би се осетило и верувајте дека добриот збор на секаде се слуша. И доброто работење, а пред се честниот и непосредниот пристап со граѓаните доведуваат до тоа да може и она што ќе се појави како проблем во текот на патот, да може лесно и да се санира. Професорке, кои се очекувањата? Дали најголемиот број предизвици со кои што се соочуваат граѓаните ќе може да бидат решени во овој 4-годишен период? Кога велам најголемиот број предизвици, мислам на оние иницијални потреби
на граѓаните, особено во поруралните средини, кои што за жал се запоставени во претходните 30 на години. Дали може да очекуваме, еве да речеме, во сите населени места, во руралните населени места низ државата, да имаме ситуација кај што ќе имаме канализации, фекална, атмосферска и така натаму, и оние базични, да речеме, некои приводи, како што се во претходниот 4-годишен период градоначалниците на ВМРО ДПМН во поголема мера ги решија работите, меѓутоа и во населените места, односно општините кај што немаме градоначалници, а знаеме дека состојбата и не е така розова, дали може да очекуваме значајно подобрување на квалитетот на живот на граѓаните во тие општини. Благодарам. Тоа е нешто што мора да се реализира и да се затвори како прашање и не смее да биде тема повеќе, бидејќи доколку дозволиме да трае, ќе остави лош сигнал. Така, мислам, овие размислувања повторно одат на претходното што го дискутиравме свето, а тоа е визијата, менаџерските способности, волјата на самото раководство во секоја општина, како и контактот со граѓаните и нивните потреби. Доколку не се реализираат тие примарни цели во однос на руралните општини, тогаш навистина, бидејќи ние сме и водни пратеници, знаете сите добро дека веќе се при крај подготовките за новиот закон за локална самоуправа, каде што ќе има алатки и на како овозможување на услови, како и санкции и можност и одредени кандидати кои што станале градоначалници да бидат отповикани од функцијата. Еден од основните проблеми на нашето транзицијско плурално општество, а тоа сум го аргументирала повеќе пати во минатото, е прашањето на колективната одговорност, тоест неодговарањето. Доколку имате лошо раководење со градот Скопје, например, како што видовме самите, тоа не е пропаганда, не е кавга, не е земање страна, туку едноставно факт кој што го живееме катодневно, тогаш одговорноста е на раководното лице кое што е поставено таму. И не му е местото, може би и да се погреши, не е страшно, но треба и да има законски механизми како истото да може да се превенира. Бидејќи не смееме да забораваме дека сите извршни функции во државата се во интерес на граѓаните и за граѓаните. Не се лична приказка, не се начин на кој што секој самиот ќе си исполни одредени очекувања, туку се една поголема, повозвишена мисија. И токму затоа ВМРО ДПМН е еден од стожерите на борбата за развој на плурализмот и на демократските вредности, но за да пак сакам да кажам, ако сакаме тоа да го реализираме и да го превенираме, доколку не се постапува онака како што сме се заложиле во сега предлог изборните програми, тогаш со наскоро носењето на законот за локална самоуправа очекувам да постојат навистина извршни санкции со кои што ќе може тоа да се спречи. Има уште еден момент на кој што треба исто така сите да обратиме внимание, а тоа е начинот на кој што ќе се одвиваат процесите. Секако во нашите програми тоа јасно се потенцира, дека дури и во рамките на општинските совети истите седници секаде ќе бидат онлайн, така што граѓаните нема да дознаваат отпосле или селектирани информации за тоа како се решаваат со нивните буџетски пари, како се располага, како се распределуваат проектите, како се донесуваат одлуките, туку ќе можат и директно самите да носат заклучоци следејќи ги сите овие седници, а секако и тука ја засилуваме мерката на директен контакт еднашка во неделата на секој еден градоначалник и председател на совет кои што ќе имаат обврска да ги примаат сите граѓани кои што имаат потреба да се видат и лично да поразговараат. Сите овие елементи ќе овозможат во голема мера овие сега проблеми горливи кои што не се решени од различни причини да се завршат, но секако и да се фокусираат на она што е важно, а тоа е да поставиме целосната општинска инфраструктура на секаде низ Македонија за идните поколенија. И тоа е идејата и визијата на ВМРО ДПМН, бидејќи никогаш не планираме за денес, туку гледаме многу подалеку и од таму и ќе видите и самите нудиме, како што веќе споменавме, навистина издржани, реални и онакви програми и проекти кои што се потреба на македонските граѓани. Така е. Благодарам, професорке. Навистина гледаме еден фокус
и на програмите, и на политиките во кои што граѓанинот ја има централната улога, и тоа е навистина за поздравување и сметам дека во изминативе 30 години ниту една партија немала ваков период. Секогаш програмите или политиките биле пишувани во некои канцелари, за разлика од сега, кога сето тоа е симнато долу на терен, во малата, во населените места, во општините. И тука би сакал и генералниот секретар да го прашам, имајќи во предвид дека програмите кои што се правени се на некој начин и 100% во поголем интензитет од тие што беа до сега, затоа што видовме што може ВМРО ДПМН да направи. Дополнително на тоа, ако се земе во предвид дека и владата одвојува значајни средства за помагање на општините, каква е сликата која што вие очекувате за општините после 4 години, односно во 2029 година? Како замислувате локалната самоуправа и општините низ државата? Благодарам. Јас најнапред сакам една порака да испратам до граѓаните дека со силна централна власт и со централна власт која што ја предводи ВМРО ДПМН и со локална власт која што е предводена од градоначалници на ВМРО ДПМН, ќе испорачаме многу. Ќе испорачаме за сите, ќе направиме плюс, ќе изненадиме со работи кои што и не се предвидени во нашите програми. Очекувам да имаме добра патна инфраструктура, очекувам да имаме во секое населено место добра водоводна и канализациона мрежа, очекувам да имаме топли спортски сали, очекувам секој градоначалник да се бори за секој поединец во општината од каде што доаѓа и очекувам огромна победа на градоначалниците на ВМРО ДПМН, нови избори, победа која што ќе им овозможи да можат да работат, да можат да испорачаат за граѓаните, да можат во идни на она што го ветиле во програмите да биде реализирано, меѓутоа и победа која што ќе им укаже на граѓаните дека може да се сработи, може и работи кои што како што споменавте 30 години што не се реализирани да се реализираат и во една и во 2 години и на таков начин да покажеме дека може да станеме и лидери на Балканот по квалитет на живот, инвестиции, развој, добра патна инфраструктура, добра канализациона и водоводна мрежа, да испорачаме добар квалитет за граѓаните. На таков начин ќе спречиме нашите граѓани да размислуваат, да одат, да патуваат во странство или да работат тамо, затоа што навистина тука може да овозможиме добри услови и за живот, и за работа, и за се што е потребно, за да не го гледаат своето живење надвор од нашата држава или да градат за идните генерации погрешна слика дека секој треба да оди надвор од нашата држава, а не тука да остане. Ние имаме таква задача и од централна власт и локална власт да ги убедиме граѓаните дека може и треба да биде подобро место за живење тука нашата Македонија и сите општини и градови во нашата држава. Благодарам, секретар. Значи, земајќи во предвид и инвестициите што ќе ги направи централната влада, земајќи ги во предвид и програмите на градоначалниците, очекуваме на комплетна трансформација на Република Македонија од локално ниво до централно ниво. И тоа е навистина нешто кое што граѓаните сакаат да го слушнат и кое што со нетрпение верувам и го очекуваат, бидејќи за прв пат после долго време гледаат влада и градоначалници кои што навистина макотрапно и посветено работат за нив и за нивните потреби. Јас би сакал малци кој генерален секретар на партија да ве прашам кои се очекувањата на ВМРО ДПМН од изборите, какви се теренските сондажи и што очекуваме во пресред на локалните избори. Со тоа и би завршил ова денешна панел дискусија. ВМРО ДПМН е постојано на терен. Бевме на терен и пред парламентарните избори. Веднаш по завршување на парламентарните избори ги посетивме сите наши општински комитети, најнапред за да им заблагодариме, меѓутоа уште од тогаш да ја побараме поддршката и да ја градиме идните политики на ВМРО ДПМН и на централната власт. Од она што секојдневно го гледаме на терен, сондажите на граѓаните, контактите со граѓаните, разговорите со граѓаните, укажуваат дека ВМРО ДПМН ќе има силна и голема победа на овие локални избори.
Тоа го кажуваат не само анкетите кои што ги следиме, тоа го кажува и она што го гледаме од секојдневните контакти со граѓаните. Ти имаме победа во најголем број општини, во МРОДПМН ти има победа. Ти имаме победа поголема од она што имавме во 2021, победа за поголем број на советници, поголем број градоначалници и на таков начин ќе овозможиме Македонија да се развива и гради онака како што очекуваат сите граѓани во нашата држава. Сакам да напоменам, граѓаните увидоа дека за една година централна власт, 4 години локална власт, може да се направат многу работи. За една година централна власт, владата покажа дека може да се отворат голем број на автопатски решенија кои што беа во застој, може да се работи поинтензивно, поактивно, иако имаше безброј образложенија дека не може да се работи. Исто така видоа дека за само една година може да се зголемат инвестициите во нашата држава, да се отворат плюс работни места, да се намали невработеноста. Се е тоа гаранција за граѓаните дека треба да гласат за политички субјект кој што може да испорача за нив. А ако некој има сомнеш, нека види дека може да биде подобро и во образованието, може подобро да биде и во здравството, и за само една година. Може да добијат и пензионерите плюс. Затоа пораката до граѓаните да веруваат на оние кои што испорачуваат, на оние кои што можат да помогнат и на оние кои што работат за подобрување на нивниот живот. Да не веруваат во оние кои што ќе ги излажат, кои ќе ги изманипулираат и утредента ќе ги исмејуваат. Благодарам, секретара. Благодарам уште еднаш на присуството, благодарам за оваа денешна панел дискусија и благодарам и вас, професорке. Можеме да заклучиме дека ВМРО-ДПМН во програмите го има фокусот целосно на граѓаните, на државата, на нејзиниот развој и можеме да очекуваме еден 4-годишен период во кој што ќе имаме многу инвестиции, многу развој и многу посветена работа за Македонија. Јас тука би се одјавил и благодарам и на вас што не гледавте. Благодарам уште еднаш, пријатно.